работим поефикатно. Добро утро на сите, седнете во седечка позиција. Онаа која што ви е најугодна, најудобна. Ставете ги дланките на вашите колена, затворете ги очите за миг. Еднаш длабоко вдишуваме и со издишување отпушти го целото тело и доживеј се себе си како седнуваш. Сега и тука, како си во контакт со подот, почувствуваш целиот работен столб, опуштеноста на рамењата, опуштеноста на лицето. Стави го вниманието на врвот на носот и започни да го набљудуваш свесно вдишувањето, процесот на вдишување и процесот на издишување, свесно и присутно. Додека вдишуваш, живот се движи преку носниците, дишникот, белите дробови. Додека издишуваш, стомакот се собира, белите дробови. Нагоре се движи, се издишуваш. Ето, дека не го осетиш живот како излегува преку тебе. Стани свесен, свесна за овој процес на вдишување и издишување. А при тоа биди присутен, присутна во овој процес. Потоа и ги ставиме рацете во почетна позиција за бастрика. Денеска ќе почнеме со енергизирачко дишење, кое што ќе не наполни со кислород, а потоа ќе продолжиме со лесни извикувања и активирање на ребетниот столб. Значи, ликот треба да ни е опуштен во бастрика, секогаш ставаме на убава насочка на себе. Со вдишување рацете ги креваме горе како нешто да фаќаме, со издишување кога ги спуштиме се потчекнуваме на белите дробови за да силосно издишиме. Вдишуваме 15 пати, силно преку нос и силно, значи само преку нос се вдишува и издишува. На следниот начин. Држите ритм со мене. И 15, диши длабоко, задржи го воздухот, држи така, држи. Издиши, отпушти. Бастрика бидејќи внесува многу кислород внатре во нас. Исто така умее да го подигне малку и притисокот, така да внимавајте, ако имате висок притисок, дали ви се врти, значи помал се тогаш ќе направите, не 15, 10 пати, па спуштете ги рацете. Подиме втор цикл, силно вдишува и издишува преку носот, бидејќи тоа ја покажува твојот ентузијазам и желба за живот и за исполнување на сите твои животни цели или соништа. Одиме повторно. И 15, диши длабоко, задржи го воздухот. Држи, 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 држи дека можеш. Издиши, отпушти. Акумулираме нова свежа енергија во нас. Ние сме како акумулатор кој што абсорбира, собира енергија во себе и ја користи потоа во текот на животот, денот или во стресни ситуации кога ни е потребна енергијата. Стави ги полека. Повторно рацете во почетна позиција, наставка стави опуштеност. Одиме сите заедно. Силно. И 15. Пушти ги дланките. Еднаш длабоко вдишуваме.
задржи воздух, контракција на мускули на гениталии, вовлечи стомак, држи така. Потоа издиши и отпушти и ослободија позицијата. Свесно и присутно, сега и тука. Двете раце ги носиме високо горе од својот максимум. Десната рака доаѓа на левото колено, а левата рака оди кон десно. Стигни се. Врати назад. Мени е страната, двете раце високо горе. Лева на десно колено, десната оди преку својата рака. Истегни се, истигне раката. Врати се назад. Сега оваа рака што ми е горе, десната рака ќе ја позиционирам позади кај затикот. Грбот треба да е исправен и стигни позади десното рамо, види што се случува. Правиме извртување на ребетниот стол. Одиме од другата страна, подигни ја својата десна, лева рака, десна рака на лево колено, левата рака оди позади тебе, ротација на ребетниот стол, зирни позади тебе да видиш што има. Што ти треба во животот, се вртиме позади тебе да видиме што сме оставиле. Се грижа за околината, за луѓето околу себе. Одиме позиција на мачка. Од која ќе застанете во позиција на мачка. Отидете го ребетниот стол. Главата, ребетниот стол, ја чувствуваш во иста линија. Со издишување, бутни нагоре, осети го ребетниот стол, плишките како ти пукаат. Со вдишување, главата и задникот одат нагоре. Продолжи во овој ритам, чувствувајќи го, значи визуализирај го својот ребетен стол, како се движи нагоре надоле и како го ја олеснува притисокот на перничињата, ги ослободува пршвините. Сега вниманието е само на карлицата и карлицата оди лево-десно. Тоа се нарекува или позиција на крава. Само карлицата оди лево-десно. И ја подигаме, јас сега ќе ви ја подигнам левата нога, бидејќи од вашата страна сум, левата нога високо горе, брадата е горе, позиција на тигар, остани така. Па левата нога донеси ја странично лево, десната нога е во позиција на мачка, левата е исправена и одиме назад, истегнување, напред. Ако можеш и подпушти ги колковите, ако не остани во позиција на мачка, полумачка, неколку пати. Одлично. Соберија левата нога, одиме истото со десната нога, позиција на тигар, брадата бутка нагоре, спиналата, десна нога бутка исто така нагоре, коленото исправено, остани така. Десна нога странично десно и одиме нагоре надоле. Соберија десната нога, се подигнуваме во кучето на видната глава, петите ги ставаме на подот, главата и грбот буткаат кон бедрата. Притисни пети прста, малце истегни ја задната лужа и
потоа десната нога, десната подколина се ставија пред себе, влегуваме во позиција на гулав, левата ни е исправена, спушти ја доле на подот, дланките се доле на подот, гракиот кош е отворен, брадата е нежно подигната, остани така неколку мига додека добиеш равнотежа. Колковите се паралелни, потоа нежно седнуваме на десното бедро странично и целото торзо го спуштаме и легнуваме на десната подколенска и колено. Ставиме притисок нежен на внатрешните органи. Полека се извлекуваме назад, повторно во куќа со наведната глава. Сега левата нога оди напред, левата подколеница, тежината е на левата подколеница и на дланките. Колковите се паралелни, десната нога е исправена, слободно лежи на подот, позиција на гулав. И од оваа позиција само стигнуваш на левото бедро и нежно легнуваш врз левото бедро напред пред себе, притискајќи ги сега органите, стомачните органи од левата страна на торзото. Ќе направиме неколку пати динамично. Често наведната глава, значи петите притискаат од подот, главата и грбот со бедрата, па полека влегуваш како да ќе влезеш во позиција на мачка, но не ги пушташ колената да паднат на подот. Па повторно одиме куќе со наведната глава, мачка. Ако ти е тешко, спушти ги колената. Ако може торзо да ти издржи. Уште еднаш. Доаѓаме во позиција на мачка. Сега ќе ги подигнеш прстите, петите се подигнати, со задникот притисни кон петите, така прстите се притискаат. Убаво ќе го стигнеме грбот, челото доаѓа на подот, рацете што е можно подалеку од тебе истегни ги, однеси ги и остани така неколку вдишувања и издишувања. Она што сега ќе го додадеме е ќе се потпреме на лакшите на рацете, дланките стави ги во позиција на молитва и префрли ги преку твојата глава. Значи, наместо рацете да се исправени, на лактите сме потпрени, дланките се во позиција на молитва, ставени позади тебе, кај грбот, покажуваат прстите кон ребетниот столб, надоле кон задникот. Полека отпушти ја позицијата, врати се во мачка. Сега ќе продолжиме. Значи ќе ги споиме позиција на дете, задникот кога оди кон петите, сега се стопалата спуштени, значи позиција на дете, раката се стегнати подалеку од нас. Од позиција на дете се листаме по подот доле и колковите последни ни паѓаат на подот, од тука влегуваме во кобра со исправени раце.
Од кобра одиме во мачка, од мачка одиме во дете, од дете лизгаме на подот, во кобра со исправени раце, полека најпрво легнуваме на подот, а потоа кобра со исправени раце и направи така уште 3 ротации, движења. Остани во мачка. Позиција на слон. Со главата цвиркаме странично, да видиме дали може да ги видиме прстите на нозете и при тоа можеш да ги свртиш, да ги отвориш кон надвор стапалата. Врати се во центарот, подвирни од другата страна. Врати се во центарот. Одлично. Седнуваме во позиција на дијамант или онаа позиција тебе која што ти е најзгодна. Планките секогаш се свртени нагоре, да почувствуваме енергијата и да примиме енергија во овој убав ден денеска. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, го отпуштаме телото, рамениците. Поминуваме низ како рентген низ нашето тело и се обидуваме да почувствуваме дали и каде има се уште некоја загреаност или некоја блокада, дали ни е различна енергијата, почувствувај од почетокот на часот. Диши бавно, длабоко издиши. Отпушти го телото. Вниманието стави го на дишењето и сега само наблюдувај го вдишувањето и издишувањето и обиди се во тој миг да бидеш присутен, присутна сега и овде. Сега и овде, во овој ден, во ова утро, во овој твој живот, додека вдишуваш и издишуваш, осети се присутен, присутна. Без разлика што се случува или што ќе се случува околу тебе, преку дишењето враќаме свесноста за себе, своето присуство, своето постоење, својата вредност сега и овде. Ви благодарам на сите за часот. Се гледаме на наредниот утрински час. Имајте убав ден и бидете присутни и свесни во работите што ви се случуваат денес.